Секогаш се радувам на нашите средби кои ги имаме секојдневно на Канал 5 телевизија. Со голема насмевка ви посакуваме добре деде и убав ден. Во претходната емисија видовме дека Виолета Капони Велевска се доби свој режим на исхрана од нашиот нутриционист Вероника. Дознавме и каква е здравствената состојба на кандидатот Зоран Јовановски. Денеска во Диетално максимално ќе видиме каков режим ќе добие Зоран Куневски Квачка. Што го советуваше нутриционистката Вероника, на што посебно треба да внимава. Кандидатката Маја Коцева беше во посета на ProMedica Medical и се запозна со доктор Наташа. Во теретаната се вежба. Некому му оди полесно, некому потешко. Но што се мора, не е тешко. Нашиот другар Квачка од Керамидница разговараше со Вероника. Да видиме како помина нивната средба. Зоран Куневски Квачка пред нашите камери вете дека ќе ги почитува сите правила и прописи. Се сретна со нутриционистот Вероника, која веднаш му даде насоки како да се грижи за себе. Зоки, еве анемнезата ти ја давам, тоа е прашалник што ќе те запознам подобро тебе. Ќе го одговориш искрено, затоа што така, нели, најдобро ќе знаеме каква програма персонализирана да направиме. Оваа ти е привремена, за додека не ја пополниш и не ми ја пратиш. Разгледај ја. Намирниците се приступачни, значи се е од македонската кујна, ама разгледај неколку еве да видиш од прилика дали би можел нешто да направиш. Има едно прашање. Ајде. Дали треба многу да готвам? Леле, да, обично мажите така си прашува, да. Ако, да, не треба. Значи се јас и во тој во програмата ќе те научам како ќе имаш намирници кои што можеш брзи, но здрави и да ги измешаш и да добиеш еден оброк правилен. Значи не треба посекогаш да седиме на шпоретот и ние да готвиме за да јадеме здраво. Баш напротив, свежата храна не треба многу да се готви. Така да не се секири. А сега ќе запознаеме кој е кукларот Квачка. На моменти молчалив, на моменти гласен. Некогаш се шегува, а некогаш е сериозен. Генерално, тој е многу позитивна личност. Верува во пријателствата и за него сите му се другари. Квачка е умбилен пред секај децата и секако кај возрастните. Неговото шоу со кукли и балони сите не остава без див. Кој е Квачка? Зошто така го викаат? Името Квачка, имам брат. Кога бевме мали, каде идев јас, и брат ми идеше носто по мене. И другар ми комшијата Владо, он се увиена живее со кукларе. И кај му текна, не знам, тоа вика, и види како Квачката и пилето вика идат секде заедно, не? И така още од 5-6 години ми остана тоа име Квачка и тоа ми е професионално име и по тоа име мене луѓето ме препознаваат, не по моето оригинално име Зоран. Зоран, кажи Зоран од Керамидница, никој кажа кој Зоран, ако ги кажеш Квачка, кукларот од Керамидница, сите ме знаат. Како започна неговата приказна со куклите? Морам да му кажам едно голема благодарност на другар ми Топлев Никола, од Салцбург он живееше, сега почина Бог да го прости. По негова заслуга он станав куклар и првиот месец бев со него, гледав како работи, како бара места, како го прави шоуто. Тогаш тоа време пред 38 години имавме многу прости кукли. Али таки прости кукли, ама и тогаш се заработуваше. И првата кукла он ми ја даде, кога заврши месецот, вика, еве јас ти дадов бизнес, вика, ова е бизнес, вика. Знаеш кај се вади карта, 420 марки беше картата месечна. И вика, од сега, вика, пошто ти ке работи сам, јас сам, вика, дупло пари ке заработуваме, него 20-та да ги делиме парите. И што беше човекот управо. Мене беше страв сам да одам од почетокот, ама викам, аби имам кукли со мене, кај да застанам пари, ке правам. И така се решив сам, почнав да работам со куклите и видов како се заработува, како ме ценат, како си играм со децата. Сам ги изработува куклите кои сите делови им се подвижни. Затоа треба детална работа, осмислување и труд. Сето ова, Квачка, само со многу непреспиени ноќи, ги создал магичните кукли кои имаат само една мана, а тоа е што не зборуваат. Беше малку една кукла и дома размислов што да направам, како да направам та кукла. И со денови и со ноќи мислев што како, гледав како се направена куклата и ми доаѓа доста идеи
Зашто порано првата кукла што имавме немаше ни јазик да вади, ни око, ни да мрда со ушите, ни да плюка, ни да вади нос, ни да мрда со ушите. Тоа се сам јас го направив. Куклата моја сега вади око, вади нос, мрда со ушите, дига коса, мрда со прстот и многу други работи. Со тек на времето сум ги усовршил куклите меѓу најдобрите куклари 5 сум во светот. Ја гарантирам со глава. Со своите кукли заработувал низ светот. Најмногу се задржал во градот Виена, Австрија. Оттаму носи многу спомени. Може да кажам дека во Виена работев клон. Јас правам некој клон, мораш да правиш некои глупости за да бидеш интересен на Штефанспалц во Виена. И проаѓа Пенов, градоначалник беше тогаш на Скопје. И го гледам Пенов и се изненадаш кој ќе видиш Пенов градоначалник на Скопје, знаеш, проаѓа пред тебе и јас му викам и го гушкам, кај си бе човек, шо правиш? То, знаеш, и вика, кој си ти? Ја викам, Квачка од Керамидница, знаеш, се поздравам, а он сиротиот товарен со кеси, шо ти кажам, знаеш. И вика, ти си, вика, наш човек, вика, тука живееш, викам, да бе, викам, супер живеам, викам, кога знаеш, викам, па нема работа, викам, немам пријатели, викам, уопшти на запаси, нека, викам, за да имам добра плата. Сваровска, газдарицата на Сваровски, секој ден проаѓа поред мене. Ама секој ден, зашто канцеларијата тука е на Кертнештрасе, а го има необавиот муж. Беше министар за финансии, необавиот муж, он секојаш ме поздравувал, како си, што си, како министар, ќе застане со мене, муавет и ќе си правиме, необавиот човек. И баш му викам, зашто викам вашата сопруга, викам, никош викам и поклонам свеќе или срце, кога знаеш, почит имам спрема неа, викам, не знам, ама викам, еве, вие сте министар, викам, како министар, стоите тука со мене, си правите муавет како да сме пријатели. Па вика, ние сме пријатели, вика, јас, знаеш, вика, толку пати се поздравуваме здраве, ја ќе го поздравам како министар, како сте, што сте, знаеш. И така се спријателивме, вика, не знам, вика, сакам да му кажам, викам, дека сега она така позната, дека е пребогата, знаеш. И никош не ми земала цвекенци. Квачка има одличен бизнес, но колку тој се цени кај нас. Актер без школа, се школувал низ улиците на светските метрополи. Актер без школа, кој се школувал низ улиците на светските метрополи. Глуми клон, ги забавува децата и луѓето. Куклар со свое шоу со кукли. За Нова година е Дедо Мраз, обликува балони и што ли уште не. Доста години бев куклар. После почнав во Виена да работам исто како клон, 10 години. А по потреба, кој ќе дојше Нова година, работам како Дедо Мраз и може да кажам во Европа сум меѓу најдобрите Дедо Мразовци. Зашто едини Дедо Мраз што правам шоу и на крај на децата и правам моделаторни балони. И за крај, има ли кој да го наследи? Ја си имам една киркичка на Виена живее, таму студира и работи. Она не сака да биде куклар. Работеше понекогаш тука кога беше, така идеше со нас ко клон ке нацртаме. Знае балони да прави, ама она иднината си ја гледа горе во Виена и работава на татко и не ја сака. После ваков прилог за Зоран Квачка, ајде да видиме како Марија Коцева помина на преглед кај доктор Наташа во Промедика. Седнете си на креветот, прво ќе измериме притисок. Сега може да си легнете, ќе работиме ЕКГ.
потребно ми е. Да, маицата ќе треба да ја соблечете и зглобовите на дланките и на нозете да ви се слободни. Добре, дојде Марија, јас Добро сум вечер. Наташа. Мило ми е, јас сум Марија. Во диетално максимално како се снаоѓата? Па со вежбањето, да, добро. Така со Добро ми е. пешачење, исхрана? Искраната пак добро е, но релативно, но со пешачењето, да. Пешачам од дома до автобуска, од автобуска до таму кај што вежбаме и назад, со малце застој, ама да. Пошто порано морав да седам по пола сат, сега седам секунда. Не е проблем. Добре. И то ќе направите навика, и пешачењето ќе ви Ќе дојде со биде. исхраната. Ке биде и тоа, ке се среди. Ќе направиме денес ехо на абдомен и ехо на тироидна жлезда. И сега кажете ми дали нешто, некаква болка имате, нешто да ми се пожалите, некаков симптом. Со тироидата, но за тироидата примам лекови. Евротирокс. Така, тоа ќе го запишеме на крај. Ве прашувам душо од типот болка во кичма, болка во Со абдомен. кичмата сум катастрофа. Добро. Нема, мислам што нема на незе и шиалгија и не знам што свет, не ги знам тие термини. Имам операција на извадена матка, Добро. Пред колку време тоа? точно 3 години. Дали имате болки во желудник, киселини, нагони за Киселини повреќе? имам, да. Постојани ви се? На последно време, да. Нагони за повраќање на дуеност? Да, да. И тоа навечер. Претежно се навечер. Ама, Кила на желудник? да. Затоа што симптоми ве многу Да, асоцирам да, на да. кила. Тоа има. Дали ги знаете препораките за како треба да се храните со кила на желудник? Не. Сега ќе ви ги кажам. Значи, пациентите што имаат кила на желудник, препораките се да се хранат повеќе пати во текот на денот. 5 пати би било идеално, на 2-3 сати по помали оброци. Да имате 3 главни оброци, 2 ужинки. Да не примате течност, половина час пред оброкот, уз оброкот и пола час од после, и никако да не легнувате веднаш после големива оброци. Значи горниот дел од телото да не го легнувате. Можете да седнете, можете ноцете да ги крените нели на креветот, но не да легнувате, бидејќи тој како подвижен дел Да. на желудникот, да го Околу објасниме. тоа легнувањето за мене е ситни сати, после 12, така, мислам, на оттегнување. Е така. А иначе нема. После оброк можам да седам. Не можам да легнам затоа што подобро ми е. Сам организмот ве тера така да Така правите. некако ми е подобро, не сум она дека останува могам да легнам. Да направиме уште навика за повеќе пати јадење. Може. Тоа ми фали. И многу грч ме фаќа на нозот. Ето тоа ќе ми треба крвна слика. Со грчот сум, значи, као Во да сон? ми е... И во сон, и но... сега може да ме фати грч, мислам. Ама кога ќе ме фаќа она со ненормални болки, не се издржува. Кажи ми, те фаќа без да пешачиш во мирно седење? Во мирно седење. Сега, но знае некогаш и во пешачење, ама толку не е страшно во седење. Или пак на во спиење, тоа е веќе... Друго што ме интересува, фрактура спомнавте на што? Горе на рамо? На рамото, тоа што чашката е малце изместена, не е правена операција, со помош на тегови тегнани, 2 месеци бев у гипс. И но сега колку е тоа право зараснато, ми рекла дека не може право да зарасне, пошто не е. Не е оперативно. Ама од тоа не ми функционира например ова. Што не ми смета. И за тоа треба физикална и трпение. Кога е скршено рамото?
точно пред 6 години. 2019. Ека, притисокот ви е добар, во урени граници 120 со 80, ЕКГ-то ви е добро, без знаци за акутно страдање во моментов, така да ова е добро. Дозвола за вежбање, за пешачење, за све имаш. Нормално. Све е добро, само мене ме нема. Добра си, како те нема ете си. Се шегувам. Спремна за вежбање, спремна за слабење, па како? Секој време. Сега треба да направиме ехо абдомен и ехо тироидна. Добре. Можете на кревито да легнете. Ви треба помош? Не, волете. Ајде. Земи воздух длабоко. Држи, не издишувај. Ајде, земи воздух. И не издишувај, притискам. На многу гасови имаш и те. Издиши. Повторно, земи воздух. Десниот бубрек ти е добар. Тука ли? Па кај да е? Па да Одаде се негде? опишам. Па да се опишам. Джигерот ти е лесно замастан. Ке видиме анализи сега ке направиме, ке видиме дали треба терапија за тоа. Гасови во ова зона, тоа се вика метеоризам. Абдоминална орта ја гледаме. Не е проширена, не е замастена. Таа втора се замастува, така да најверојатно е правилна одлуката росфера да пиеш. Заштитуваш органите. Земи душа воздух длабоко. Слези најуредно, издиши си. Лев бубрек уреден и уште бешик. Уреден е земја бешик. Вака не е лошо. Риши стомакот, тироидна сега ке треба да направиме. До сега тироидна се испитувала? Да. И? Ми кажа дека иго не, ехо нема. Никогаш? Додека беше васкула имаше, после тоа беше Има ендокринологија, никој не прави ехо. Десниот лобус на тироидната жлезда вие со лесно зголемени димензии, комплетно нехомогена структура, значи вие најверојатно имате Хашимото, има чворче на десниот лобус, редовно одите на контроли, така? Да. Хормони редовно ви взимаат. Па стабло све што го испитува тоа. Добро. И тоа мора, бидејќи тироиднава жлезда влијае и врз килограмите, врз метаболизмот на продуктиве на јаглихидрати, на масноти, така да задолжителни се контролите. Тетка Марија е малку повозрасна жена, но видов дека има голема желба за да си помогне за собственото здравје, да и се подобри. Таа мислам дека ние пациентка која што има и покачен шекер, која што има и покачени масноти, кај незе забележавме дека има и замастен црн дроб, така да најверојатно со самата исхрана која што нутриционистот ќе ја даде и со самиот тренинг очекувам дел од овие резултати, ако не во нормала, барем да ги намалат своите параметри. Лекарката е многу фина, објаснува све што не е потребно, но прегледите се нормални. Припиша некоја терапија, но со тоа со оглед на тие прегледи повеќе движење, што е најнормално. И ми обрна внимание нешто во врска со тироидата, во врска со таблетите што ги пијам и така. Притисокот ми е добар. Срцето ми е добро, сега за кичмава што имам проблеми ми кажа дека треба движење, дека треба вежбиве да се активираат малце повеќе и нормално да се симне килажат. А јас верувам во тоа и затоа сум тука.
Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус. Лебот на иднината. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Во утришното издание на Диетално максимално ќе видиме како помина извршените прегледи во Промедика Медикал центарот кои ги направивме кај Елена Трајковска. За здравствената состојба на Елена не информира доктор Наташа. Златко си доби препораки за исхрана од бубе и сега ќе треба многу да внимава. Ќе ви дадеме и предлог за вкусен рецепт кој може на брзина да го спремите. Гледајте на. Се што е убаво кратко трае, така велат. Така и нашата емисија трае 25 минути. Се гледаме утре во истото време на Канал 5 телевизија. Довидување.